Добро вечер на сите вас кои сте дојдени вечерва да ја проследиме оваа тема, браќи и сестри. Насловот на нашето размислување вечерва е партнерство со Бога. Што е тоа партнерство? Како може да бидеме со Бога соработници? Ќе биде предмет на ова наше вечерашно размислување. Како со нашите примања, со нашите пари, со нашите средства што ги имаме да излеземе на крај? Знаеме дека сите ние имаме потреба од средства, од пари. Понекогаш недостасуваат. И ние се плашиме, размислуваме како ќе преживееме, како ќе го поминеме месецот. Како да бидеме партнери со Бога ќе биде предмет на ова наше заедничко вечерашно размислување. На почетокот би сакал да ви раскажам еден краток пример од Лав Толстој. Тој раскажал една приказна за еден слуга кој од својот добар господар добил слобода. Замислите да сте вие слуга, да работите некаде и сега господарот го пушта на слобода и за возврат сака нешто да му подари. И му рекол: слуго, од денеска си слободен. За да бидеш богат, ти давам една можност. Кога ќе изгрее сонцето наутро, па до зајди сонце, колку можеш да поминеш, ниви, села, планини, ќе бидат твои. И замислите, овој слуга колку бил радостен на оваа понуда што му ја понудил неговиот добар господар. Едва и чекал да осамне, да излезе сонцето, тој бил подготвен, торбата полна со храна и почнал да оди. Штом сонцето изгреело, тој тргнал на пат. Не се одмарал никаде. Јадел додека се движел. Вадел лепо торбата, јадел и така поминувал ниви, села, градови, односно планини, што повеќе земја да помине, зашто ќе биде негова. Но сонцето полека одело кон запад. Тој поминувал што побргу и побргу ливади, што уште повеќе ливади, повеќе шуми и на крајот требало да застане. Бидејќи веќе сонцето зашло, зајдело и тој повторно се нашол на истото место од каде што тргнал. И кога застанал на тоа место и се рекол: колку сега имам ниви, колку планини, односно колку шуми, посет, сето тоа ќе биде мое. И така додека размислувал, отеднаш го стегнало некаде овде во срцето, во пределот на срцето, во градите, добил срцев удар и паднал мртов. И Толстој ја завршува приказна со овие зборови: колку малку земја на човекот му е потребно. Колку малку земја му треба на човекот. 6 стапки длабоко под земја. Дали бил во право овој Толстој? Овој човек, овој слуга, може би километри поминал, цел ден се движел. И тој рекол: сите овие шуми, сите овие ниви сега се мои. Но на крај што се случило со човекот? Паднал мртов. Но човекот му се потребни само 6 стапки. Знаете една стапка колку е долга? Се зависи дали грчка мерка, дали некоја англиска мерка. Отприлика стапката е 25 до 30 сантиметри. Нашите стапалки, тоа е стапка. Замислите, 6 стапки, ако ги помножите по 30, ние добиваме некаде 1,5 метар. Толку ни е потребно земјиште. Кога човекот ќе почине, го става таму, неле, знаеме каде и оди во непостоење. Токму ние вечерва ќе размислуваме. Зашто размислуваме најмногу? Младите сакаат да бидат среќни. А кој не сака да биде среќен? Сите ние посакуваме да бидеме среќни. И затоа луѓето се несреќни во својата земја и потоа заминуваат во странство, на запад, на исток, кој знае каде, таму некаде преку планина е среќата и луѓето одат за да бидат среќни. Но среќата не може да биде без здравје. Здравјето е на прво место. Сите ние посакуваме да бидеме здрави. Меѓутоа, на жалост, се случува и болести, доаѓаат и непредвидени работи. Но некои младите претежно сакаат да бидат успешни во својата кариера, во својот бизнис, во својата работа, во својата активност. Значи, зашто ние, почитувани, размислуваме во нашиот живот? Дали сме заборавиле од што навистина зависи животот? Можно ли е поради нашите работи и обврски да сме заборавили од што навистина зависи животот? И ние токму вечера ќе видиме од што зависи животот. Дали само од парите, од среќата или од нешто друго. Од нашиот однос и заедница со Бога. Не можеме ли навистина да провериме од што зависи нашата среќа? Не сме ли склони да ги прецениме нашите можности? Понекогаш човекот се преценува.
И мисли дека многу може да постигне. Но на почетокот приказната нека проверува низ цело ова размислување и предавање дека нам ни е потребно само 6 тапки, 1,5 метар, ништо повеќе. Но иако овој човек бил лаком, овој слуга цел ден се движел, цел ден одел, но од умор на крајот паднал на почетокот, од каде што тргнал и завршил со својот живот. Мораме ли повторно да учиме да управуваме со нашите ресурси? Ние себе се понекогаш преценуваме, почитувани. Ние се телесно оптеретуваме. Може би не земеме доволно време за спиење. Сакаме што повеќе да постигнеме. Гледате овој атлетичар, кревач на тегови. Знаете, ги гледаме на телевизија, почнуваат од мала килажа, некој 100-150 кила крева и некој се преценува и му паѓат дисковите од раце. Дали ние понекогаш се преценуваме во нашите можности? Финансиски се оптеретуваме, сакаме што повеќе средства да заработиме. Секако средствата се потребни. И ние работиме за да живееме, односно да заработиме средства за да може да обстојуваме. Но не треба да биде тоа на прво место. Средствата се потребни, но најпрвен е здравјето и животот. Проблем со времето. Сите велиме немаме време, немаме доволно време и затоа луѓето ноќта претварат во ден или дента во ноќ и така натаму. Понатаму, кој живе преку своите можности заболува. Значи, ако не внимаваме на нашето тело и ако не одвојуваме време за спиење, време за рекреација, време за одмор, секако и за работа, нашето тело ќе страда. Ние во себе носиме, како овде што пишува, тело, душа и дух. Ние сме од тие 3 компоненти составени. И сега малце за кој ми ќе читаме еден библиски текст, кај што Бог не учи и не потикнува да внимаваме на нашето тело. Едно тело имаме. Немаме повеќе тела. Не може ние да ја промениме раката, да промениме срце. Можно е некој да добие донатор на срце, но тоа се многу ретки во светот и повторно тоа срце ќе остаре и ќе заболи. Значи, едноставно мора да внимаваме на својот живот. Библијата многу јасно, многу едноставно и чисто зборува како ние сме создадени, од што сме создадени и што треба да работиме со средствата кои Бог ни ги дава секојдневно што ние ги заработуваме. Ајде за миг да се вратиме назад при создавањето. Еве овие фотографии не враќат на почетокот, каде што Адем и Ева живеле во една романтика. Живеле безпрекорно, немале страв, немале проблеми, немало грев, немало ѓавол, немало болести, но знаеме што се случило. Библијата вели било многу добро, после секој ден кога Бог создавал било прекрасно. И на крајот Бог им дава концепт на управување. Бог им го дава светот како на тацна на Адам и на Ева, да го управуваат оно што Бог го создал за нив, нешто прекрасно, убаво. И еве го текстот во 1 Мојсеева, 1 глава, 28 стих, еве што пишува. И Бог ги благослови и им рече: плодете се и множете се и наполнете ја земјата и подчинете ја, владајте над рибите во морето и над птиците во воздухот и над сите живи суштества што лазат по земјата. Гледате каква одговорност Бог им дал, почитувани, на Адам и Ева. Вели, множете се, плодете се, наполнете ја земјата, се е под ваша команда. Вие ќе управувате со се оно што јас ви го подарувам. Значи, Бог направил концепт на управување на она што им го подарил. Бог секако е собственик на земјата. Ние сме негови управители. Негови пристави, што вели Библијата. Едноставно Бог тоа ни го дал. И затоа Давид ќе каже следново: Господова е земјата и се што е на неа, светот и сите кои живеат во него. И ние сме, значи, почитувани Божји. Господова е земјата и се што живее на неа. Значи, она што ние го поседуваме, имот, куќа, стан, кола, било што, припаѓа на Бога индиректно. Ние сме само правители, Бог тоа ни го подарил да го користиме. Мојсей ќе каже следново: спомни си за Господа својот Бог, па тој ти даде сила да го спечелиш богатството, за да го исполниш својот завет. Понекогаш човекот заборава дека ние сме пристави, ние сме правители. Понекогаш човекот кој ќе заработи мисли дека е Бог, дека е семоќен, но секако тоа е лага.
Ние сме смртни. Ние денеска сме, утре не сме. Библијата животот на човекот го споредува како со пареја, како со магла, како со цвеќе кое се коси, се кине, како што тревата се суши. Без Божите благослови, во здравието, силата, интелигенцијата, ние не би били во можност ништо да стекнеме, почитувани, или да заработиме. Значи, се е Боже, ние сме Негови управители. Понатаму, еве го текстот, односно ова мисла, физичка сила, дарови и време и посет. Се е Божje. Тоа ни е дадено нам на располагање. А како ќе располагаме, секако зависи од нас. Во 1 Мојсеева 1.28 читавме пред малце, значи Бог го создава животот. Вели, ајде да создадеме човек како што сме ние. Ние сме создадени според ликата Божја. Бог на човекот му дал тело да функционира, потоа плод, односно деца. Подредени сме на Бога. Време ни подарил, имот ни подарил, дарови способности, секако мир во душата и на крајот таа радосна вест, дека ќе дојде Исус Христос и ќе направи крај на сите маки и проблеми и тој ќе ги земе своите да бидат за секојаш со него. И тука е науката Божја, односно библиска. И затоа Павле вели, затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги пренесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога. Тоа да биде ваша разумна служба. Секогаш ние кога служиме на Бога треба да биде разумно. Одиме во црква не затоа што ќе ни стават минус или ќе кажат кај си брате не си бил во црква во сабот или во друг ден. Не, ние треба да му служиме разумно на Бога, од срце потикнати и да дојдеме во Божјиот храм. Но овде вели да ги пренесеме нашите тела, не во смисла сега ние да се жртвуваме, да се убиеме ради Христа. Овде вели жива жртва, света и угодна жртва на Бога. А тоа е она што ние го поседуваме, да признаеме пред Бога дека е Божје, а дека ние сме само Негови управители. Апостол Лука ќе го запише следново. Го знаете Исуса од Назарет, како Бог го помаза со Светиот Дух, со сила кој помина правејки добрини. Божјата цел или Исусовата мисија била да прави добро на оваа земја. И навистина, кога ги читаме Евангелијата, подробно овие евангелисти ни известуваат и ни кажуваат за Божите, за Исусовите чуда, за Неговите добрини што ги правил. Но, ајде, преку оваа фотографија малце да се подсетиме што ние имаме во себе, уште еднаш што ќе го нагласиме, значи тело, душа, дух. И тоа го сочинува човекот. Ево овде имаме фигура на машко и на женско, односно на маж и на жена, и ние тамо вели ќе бидат едно тело, или кога двајца стапуваат во брак. Но управител на сето тоа е Бог, значи тој управува со нашиот живот и животот што го добиваме е дар од Господа. А самиот Бог на мирот да ве освети наполни. Сега овој текст што пред малце го најавив, апостол Павле, што вели, што треба ние да сочуваме? И вашиот дух, и душата, и телото да се запазат безпрекорно при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Затоа е многу важно да внимаваме на телото, на нашата психа, на нашата душа, на нашиот дух. Знаете, кога некој човек ќе каже, душата ме боли. Каде ја лоцирате вие душата? Во ногата, во прстот, во главата, во мозокот? Па не, тоа целото тело, кога нешто не ти е добро, кога не си расположен, тогаш вели, душата ме боли. Духот весел, што прави? Соломон што вели? А оној невеселиот дух што прави? Суши коски. Така вели Соломон. Значи, мора да внимаваме на нашето расположение, да бидеме повеќе оптимисти во нашиот живот. И секако, ова тело, кој еден ден ќе се распадне, кој ќе дојде крајот, но сепак додека имаме живот, ние мора да внимаваме што внесуваме во нашето тело. Ке те носат на раце, Бог му ветил на Давида, за да не се сопнеш на камен. Псалом 90:12. Интересна порака, ке те носат на раце, за да не се сопнеш на камен. На друго место вели, ангелите со својот стан стоят поред тебе и те чуваат. Исус повикува почитувани секоја седмица, секоја сабота на прекрасно славење на заедништво со Него и со Неговите деца. Затоа Господ создал, кога создавал, на крајот вели се одмори. Еден ден посветил на народот
да го слави Господа. Значи, Исус не повикува секоја седмица, на крајот од седмицата, 6 дена работи, седмиот е сабота, вели Библијата, и во тој ден треба ние да се одмараме. Тој се одморил. Иако Бог физички не се умара, но му дал пример на Адама и на Ева. Тој ден го благословил, тој ден го посветил. Гледате, три компоненти се многу важни во седмицата, во саботниот ден, што ние го држиме. Се одмараме, во тој ден примаме посебни благослови и во тој ден се што го правиме е посветено на Бога. Значи, во саботниот ден времето е посветено на Бога. Иако сабота си е ден од 24 часа, како и другите денови, но сепак Бог го обележал како еден посебен ден. Но барете го првин Царството Божјо и неговата правда и сето тоа ќе ви се даде. Значи, во нашата преокупација во животот, почитувани, треба ние да го бараме Бога. Божјото царство да биде на прво место, а се оно друго, материјалните средства, работа, бизнис, средства материјални, треба да биде на второ, на трето или на некое друго место. Понатаму, управител над имотот. Кој се е скржаво, скржаво и ќе жнее. Кој се е благослов, во благослов и ќе жнее. Секој нека даде како што одлучил во срцето, а не со жал и не од принода, зашто Бог го љуби радосниот дарител. Секогаш Бог ги сака оние кои од срце му служат, не затоа што мора, не од страв, туку од љубов. Туку собирајте, Матеј ќе напише, си богатство, собирајте си богатство во небото, каде што ни молец, ни рѓа ги уништува и каде што крадци не подкопуваат и крадат. Зашто каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето царство. Дали ова изјава точна? Колку луѓе изгубија материјални средства во она банка штедилница ТАЦ? Сеќавате, пред колку години тоа веќе? Пред може 15-20 години. Колку луѓе животот го изгубија? Преку 150 луѓе, затоа што не може да преживе таа катастрофа. Ги изгубија своите средства. Вие постарите знаете, од Кавадреци, јас сум бил мал, но сум читал дека крадци влегле во главната банка на площадот. Знаете, сеќавате на тоа. Позади прекопале краците и влегле внатре во банката и го украле сефот. Интересно. Не само овде, тоа се случува и во други банки. И затоа текстот вели, штедете таму, во небесата, каде што нема крадци, каде што не подкупуваат и крадат, зашто каде е твоето богатство, или таму ќе биде и твоето срце. И сега би сакал една приказна да библиска ја прочитаме, за да видиме еден човек кој бил богат, бил фармер, имал многу хектари жито, посеал, бил паметен, бизнис развивал. И не е тоа грев да бидеме бизнисмени. Да планираме, да работиме, секако според правилата на Бога. И овој човек, еве што кажува текстот, што размислил во својот ум, вака ќе направам, ќе ги разорнам своите житници или амбари и ќе ги изградам и ќе се изградам поголеми. И таму ќе ги собирам сето своје жито и сите своји добра. Тогаш ќе ги речам на својата душа, имаш многу години, јади, пи и уживај. Гледате, човекот си размислил телесно. Овие житници се мали, ова година може ќе има 20 тона жито, а моите амбари собират 10 тона. Ќе ги проширам, ништо не е грев, што човекот така размислува. Но сега тој си зборува самиот со себе и ќе ги речем на својата душа, на себе си. Имаш многу години, јади, пи и уживај. Проблемот каде е сега овде? Што никаде не го спомнува Бога. Тука е проблемот. Тој мисли дека со својот ум, со своите мускули и снага и сила, успел да ги нагјубри нивите, да испланира добро и сега му се родило толку многу жито. Никаде не го спомнува Бога. Тука е проблемот кај овој човек. Не е во проширувањето на амбарите, на житниците. Само да го спомнил, фала ти Боже, што ми даде благослов, што ми даде на време дожд, можел да удре град, можел да има невреме и сета пшеница да биде уништена, но тој никаде овде не го спомнува Бога. И сега Бог стапува на сцена. Но Бог му рече, истата таа вечер, истиот тој миг кога се изборува на својата душа и мисли дека ќе живее вечно, Бог му се јавува безумниче. Гледате како Бог го нарекува, безум.
воопшто не размислувал, ноќеска ќе ти се побара твојата душа, твојот живот. Чие ќе биде тоа што си го приготвил? Чие ќе биде? На некој сосема трети или четврти. Гледате, почитувани, ништо ние не носиме со себе. Се што имаме е благослов од Бога и треба да му возвратиме на Бога во проценти, да му вратиме еден дел. Подоста ние ќе видиме како може на Бога да му вратиме средства. Дали Бог зависи од нашите денари, од нашите евра, од нашите долари. Библијата тоа многу јасно ќе ни го каже малце подолу во нашето размислување. Евангелистот Матеј вели зашто каква полза ќе има човекот ако придобие целиот свет, а на својата душа и на пакавсти. Каква корист ќе има? Никаква. Залуд му е цел живот поминат ако ние на прво место не го ставиме Бога. И затоа овде Исус кажува каква полза човекот ќе има и целиот свет да го придобие. Знаете, тоа сме го кажувале повеќе пати, сме го читале од историјата, кога Александар Македонски, познат војсководител, го освоил целиот тогашен свет, умира на 33 години. И според она што е забележено, тој рекол на своите генерали, ги имал 4, неговата рака да биде отворена, шака, и кога го прашале, зошто, господине Александар, за да видат луѓе дека ништо не носам со себе. Празен се родив, празен заминувам. Ништо никој нема да понесе со себе. И затоа Бог му се јавува на овој човек, чие ќе биде твоето богатство? Каква полза ќе има ако целиот свет го освоиш? Како можам да се заблагодарам на Божите благослови? Сега доаѓаме до она клучното почитување. Како можеме ние да му возвратиме на Бога? Како можеме ние да му заблагодариме на Бога? Еве еден краток пример од едно момче по име Јаков. Ова момче се дало во бегство. Го излегал брата си, татка си, целото семејство и не можел повеќе да обстојува во тоа семејство и морал да бега. Морал да бега кај свој двујко горе негде 600-700 километри далеко од својот роден крај. Тој се плашил за својот живот. Одел низ шуми, низ полине, кај што нема села, нема градови и луѓе за да не го приметат, бидејќи се плашил за својот живот. И така ноќе спиел под ведро небо, прилегнувал да се одмори и така додека лежел, таа ноќ сонил сон. Видел една скала која допира од земјата до небото. И тука се качуваат ангели. Едни се качуваат, други се симнуваат. И тој едноставно пошел да слуша глас. Со таа слика што Бог му ја дал, сакал да му каже на Јакова дека Бог е близу до него и да не се плаши. И еве го ветувањето, ете, јас сум со тебе, ќе те чувам каде и да тргнеш, па ќе те доведам назад во оваа земја. Значи, ќе одиш горе, ќе бегаш, но ќе те вратам повторно назад, Бог му ветува. Нема да те оставам додека не го извршам она што ти го ветив. И гледате сега какво ветување Бог му дава на Јакова. И поред сите неволи, и поред сите проблеми, Јаков таа ноќ спиел мирно, како бебе. Но, кога се разбудил, тој бил свесен дека Бог бил во негова близина. Дека Бог преку ангелите, преку таа сцена, преку тие ангели, преку таа скала, сакал да му покаже дека Бог, еве, таа светлост покажува, тука ангелите се движеле и си имале своји активности, но Јаков донесува една многу важна одлука. Ајде да ја прочитаме која била таа одлука. А каменов што го исправив како столб, ќе биде Божи дом, а од се што ќе ми даваш за тебе ќе одвојам 10. Прв пат во Библијата овде се спомнува 10 почитување. Тоа го пишува и во 16 глава 1 Мојсеева, кога Аврам ветува пред Бога, но овде е посебен нагласок. Јаков вели, Боже, ти благодарам што ме сочува до тука и што ќе ме чуваш од тука па понатаму и пак ќе ме вратиш назад. Се што ќе заработам, се што ќе добијам на подарок, ќе одвојам 10% за тебе, Боже. И навистина Јаков бил верен во тоа. Таа мисла провеувала низ целиот Стар Завет, подосна и Давид тоа ќе го каже, што да му вратам на Господа за се што стори за мене. Што да му вратиме ние денеска, почитувани на Господа? Дали Бог зависи од нашите денари,
od нашите динари, od нашите евра или некоја друга валута. Дали на Бог му се потребни средства, дали на Бога му е потребно злато, сребро. Кога Библијата вели се е Божje, и златото и среброто, се што се наоѓа во земја е Божje. И затоа вечера Бог сака да склопи со нас еден посебен однос, да бидеме партнери. Знаете во бизнисот партнерите, двајца соработници соработуваат во партнерски однос. Бог сака да биде со нас партнер, односно ние да бидеме со Него, да ги користиме тие ресурси што Бог ни ги дава. Секако, ако бидеме верни во враќањето, како што Јаков кажа. Ајде да поминеме сега на во овие минути кои се пред нас 7 чекори, 7 односи, 7 многу важни работи кои треба да ги знаеме ако сакаме да бидеме партнери со Бога. Број 1. Стави го Бога на прво место во својот живот. Како гласи првата заповед? Јас сум Господ Бог твој. Немој да имаш други богови. И ова мисла е многу важна. Се протега низ целата Библија. Стави го Бога на прво место во својот живот. За да бидеме партнери со Бога, јас сакам вечерва да ви скренам на внимание, да ви скренам, почитувани, за ова партнерство со Бога. Вашиот живот, верувајте, ќе се промени. То може секој кој доживел такво искуство да го раскаже. Вашиот однос со Бога ќе добие еден нов квалитет, еден нов однос. Значи да бидеме партнери кога е во прашање на оваа тема. Стави го Бога на прво место. Матеј ќе запише, никој не може да им служе на два господари. И понатаму продолжува. Зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби. Или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите на Бога и на мамона. Знаете, некои им служат на парите. Тие се за нив Бог. Мислят дека ако имаш пари, цел свет е твој. Еве, има луѓе кои биле имучни, богати, но повеќе не се меѓу живите. Значи, секој од нас тоа го очекува еден ден да дојде крајот. Но Бог вели, јас сакам да бидам на прво место во твојот живот. Второ, живи или живеј според Божјата реч. За да бидеме партнери со Бога, ние мора, почитувани, да живееме според овие начела, според овие принципи што Бог ги воспоставил. Тие принципи се вечни, тие принципи се трајни и ако ги следиме, ќе бидеме благословени. Сине мој, не ги заборавај моите поуки, твоето срце нека ги чува моите заповеди, зашто ќе ти ги продолжат деновите и годините на животот и ќе ти дадат мир. Гледате, ако ние се раководиме според Божите принципи и начела, дури телесниот живот, нова земја ќе ни се продолжи, како што има таму порака до младите, до децата, во петата заповед. Знаете како гласи петата заповед? Почитувај го таткото и мајката. И што ќе добиеш? Ќе се продолжи животот. Гледате каков благослов лежи ако ние кон нашите родители одгледуваме еден добар однос. Овде лежи благослов за секој од нас. Ајде да прочитаме во Матеј 6 глава од 19-тиот, нема да читаме се до 26-тиот, само неколку стихови. Не собирајте си богатство на земјата, каде што молецот и регјата ги уништуваат и така натаму. 22 стих вели, односно 20-тиот, туку собирајте си богатство на небото. Значи, ние треба да имаме добар однос кон времето, кон даровите, кон средствата. Ако Бог го ставиме на прво место, почитувани, ќе имаме навистина еден избалансиран однос и живот на оваа земја. Трето, биди секогаш искрен. Биди искрен со Бога. Бог се знае, но треба да бидеме ние искрени. Скровиште придобиено со лажлив јазик е непостојана суета на оние кои бараат смрт. Нечестите ќе ги одвлече нивното насилство. Ако имаме бизнис, да бидеме честни во бизнисот, да го вратиме она што му припаѓа на светот и она што му припаѓа на Бога, односно на светот, на државата. Зашто кога кај Исуса дошла една група на луѓе и го прашали дали Исусе треба да даваме данок на државата. Што Исус рекол? Дајте ми една паричка. И што рекол? Чиј овој образ? Па на царот, на Цезарот. И што рекол Исус? Оно што му припаѓа на Бога, дајте му на Бога, а оно што му припаѓа на Цезарот, односно на државата, дајте му на државата. Значи, треба да бидеме ние чисти. Нашите книги, мислам, оние деловни книги, каде што се заведува нашиот бизнис, треба да бидат чисти, безпрекорни.
Да немаме некои трикови, зашто тоа ќе ни се врати како бумеранг. Нечестните ќе ги одвлече нивното насилство. Четврто, најдоброто од твојот приход дај му на Бога. Што е тоа најдоброто? Ако го читаме Стариот Завет, почитувани, или Библијата, ќе видиме дека Јаков, Аврам, сите патриарси, најдобрите овци, најдобрите кози или она што го имале како животни го принесувале на Бога, како благослов, како дар, како благодарност. Најдоброто од твојот приход дај му на Бога. Па знаете, имало правило како жртва да се пренесува. Каква жртва? Значи, исправно јагне, без фалинки. Ако имало криво уво или некои недостатоци физички, таква жртва Бог не примал. Евреите, израелците не пренесувале таква жртва. Секоја десетина, еве го правилото, од земјата, од полските посеви и од плодовите на дрвата му припаѓа на Господа. Тоа е Господова светина. Ако е нешто светино, ако е нешто одвоено, тоа е свето, за Бога му припаѓа, на Бога му припаѓа. И затоа израелците ова го знаеле како Отче наш, како Татко наш. Тоа го знаат и денеска христијаните кои го следат писмото, кои го следат словото, имаат благослов. Ако ова правило го следиме, почитувани, ќе имаме благослов, нашите хазни дома, нашите паричници ќе бидат полни, затоа што го следиме и Бог ќе ги благослови. Горко вам, книжевници, фарисеи, лицемери кои давате десеток од нане, копра и кимин, а го остававте поважното од законот, правдата, милост и верата. Ова требаше да се прави, а она да не се остава. Фарисеите биле многу педантни во тоа, во враќањето на Бога. Дури од камилица, од нане, од чаи што ги береле, го десеткували, му враќале на Бога. Бог вели, да, тоа е добро. Меѓутоа биле толку дрски, толку неправедни, немилостиви, што луѓето ги навредувале, барале од нив почит, како да се богови на земјата. Но Исус вели, ова требаше да се прави. Значи, ова е важно правило кое и денеска постои, почитувани. Сега да не одиме во Малахија, кај што вели, искушајте ме, испробајте ме. Бог никаде не дозволува на луѓето да го кушаат Бога. Тој е грев. Но овде единствено Бог отстапува тоа правило и вели, искушај ме, испробај ме. Дали нема да ти возвратам? Но овде е потребна вера. Овде е потребна тотална вера, ако сакаме Бог да реагира на нашите молитви. И сега доаѓаме оно што го спомнавме кај Јакова, зборот десеток. Значи, тоа е 10% од 100 денари. Ако имам 100 денари, колку е 10%? 1 денар, така? Значи, гледате, 10% од моите приходи му припаѓаат на Бога. Дали сакам благослов од бруто или нето? Зашто се користи десетокот? За проповедање на Евангелието. Ако го читате Словото, Библијата, пишува таму оние кои го проповедат Евангелието, од проповедањето на Евангелието живеат. Значи, за трошоците на црквата, за сите трошоци кои се потребни да се пополнат, се користи проценти од овие средства за да се проповеда Евангелието. На крајот од краиштата, ни на тој начин ја искажуваме нашата благодарност кон Бога. Значи, тоа се тие сегменти кои ги покрива овој процент што ние едноставно му го враќаме на Бога. Кои добри причини ги имам за давање на десетокот? Јас лично, ти лично. Ајде, почитувани, да ние тоа го испробаме. Секој индивидуално, секој лично. Значи, одиме да ги повториме уште тие точки што ги кажеме. Стави го Бога на прво место, живи според Божјата реч, биди секогаш искрен, најдоброто твојот приход дај му го на Бога. Пето, луѓето се најважни. Средствата ќе дојдат и ќе заминат, но човекот е неповторлив. Ние сме уникатни. Еднаш се раѓаме и никош повеќе. Ние не веруваме во реинкарнација, во обновување. Ние веруваме дека човекот е единка, еднаш се раѓа и заминува. И повторно кој ќе дојде Христос, се враќа истата таа личност. Исус вели, вистина, вистина ви велам, доколку не направивте на еден од овие мои најмали браќа, мене ми направивте. Значи, доколку му направивте на еден од овие мои најмали браќа. Секој Божје дете и Божје чедо. Ако ние сме побогати, имаме моќност, имаме средства, Исус очекува да помогнеме на Исусовите браќа, кои може би се во немаштина.
На секогаш кога ние ќе помогнеме на некого, Исус вели како мене да ми правите. На крајот од криштата Исус Христос дошол на ова земја и го дал својот живот за секого од нас. И затоа Јован ќе запише дека Бог толку го засака светот, го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Христовата е жртва почитување дадена за сите, и за белците, и за црнците, и за жолтите, и за кафеавите, за секој човечко суштество Исус го дал својот живот. И 7 точка, односно 6, очекувај големо од големиот Бог. Гледате, ако ние сакаме да очекуваме, треба да очекуваме од Бога, од големиот Бог. Ние имаме татко небесен кој е најбогатиот татко на светот. И Бога нема проблем. Бог е најбогатиот, но за да бидеме ние богати, потребно да покажеме тотална вера. Искрена вера во Бога, а Бог ќе ја награди таа наша вера. Павле ќе запише, а на оној кој со својата сила, што действува во нас, може да направи прекумерно во вас. Може да направи прекумерно над се што ние молиме или мислиме. Гледате каков Бог имаме. Гледате каков татко имаме. Се спомнува 2 пати зборот прекумерно. Знаете, кога некој ќе ти стави во една кеса брашно или шекер или нешто друго, прекумерно, ќе се пролие, така? Ќе се проспешта или Библијата, ќе се истори. Исус ќе ни даде прекумерно, ако ние бараме искрено. Таму вели, тропнете, ќе ви се отвори. Барајте, ќе добиете. Може, почитувани, Бог да направи прекумерно над се што ние молиме или мислиме. Само да му дозволиме на Бога. Секако, за Бога луѓето се најважни. Треба и ние тоа да го така сватиме. Понатаму, треба да нагласиме дека ние со Бога може постојано да разговараме во молитва. Постојано да ги кажеме нашите грижи, да ги кажеме нашите потешкоти. Сеедно кој е твојот проблем, дали е финансиски, материјален, дали немаш работа, дали имаш болест, постои решение за сите наши проблеми. Бог ни нуди вечера, почитувани, партнерство, искрен однос, да бидеме со Бога партнери. Тој е голема предност за сите нас. Ајде да го успоставиме уште вечерва таков однос со Бога партнерски. И сосема на крај биди вреден. Секако, во партнерството мора да бидеме вредни. Има болест, старост, кога не можеш да работиш, но кога сме млади, треба да планираме. И Бог ќе ни даде благослов. Тој план на работа со Бога да го направиме, партнерски однос, да му кажеме, Боже, сакам овој бизнис да го работам. Те молам, помогни ми, дали е исправен, дали е добро или не. И Бог ќе ти даде одговор. Може ќе каже, тоа не е за тебе, ти не си способен, земи го овој бизнис. Ова работа, тука ќе се најдеш себе си, тука ќе имаш радост и ќе имаш благослов. Да бидеме вредни, почитувани. Соломон вели во своите пословици, мрзливата рака го осиромашува човекот, а она која е силна, трудолюбива, го збогатова. Знаете, она приказна за оној мрзлив син. Татко му бил многу богат, веќе бил стар, фармер, земјоделец, и му вели, сине, оди на таа и таа нива да посееш пшеница. Синот рекол, ќе одам, татко. Зел неколку вреќи семе, пшеница и отишол. Нивата била приготвена, изорана, истанирана, се. Меѓутоа бил толку мрзлив, што не сакал да се симне ниту од колата. Колку можел фрлал од колата, тука околу неколку метри, и се враќа назад и вели, татко, јас се завршив работата. Таткото бил пресреќен, што ете синот нешто почнал да работи. Но до кога бил среќен? Поминало 2 недели, отишол таткото да види како напредува пшеницата. И на негово запретпастување никнала само таму околу колата кај што била паркирана, запрежната кола. Мрзливата рака го осиромашува човекот. И она што го имаш резерва, ставено на страна, брзо ќе се истроши, ако ние не работиме и ако од Бога не имаме благослов. Молците ќе го изедат, вели Библија, така? Краците ќе го однесат. Но ако штедиме во Божјата банка,
Бог ќе го штити со своите ангели. Душата на мрзливиот сака, но без успех, а ќе се исполни желбата на оние кои се трудат, оние кои се вредни, оние кои планират, оние кои имаат партнерски однос со Бога. Ајде вечерва, почитувани, да направиме еден таков однос со Господа. Стави го Бога на прво место во твојот живот, живеј според Божјата реч, биди секогаш искрен, најдоброто од твојот приход дај му го на Бога. Тие 10%, 10%. Луѓето се најважни. Очекувај големо од големиот Бог и биди вреден, односно биди вреден или верен према Господа. Нека навистина Господ не благослови сите нас почитувани. И сосема на крај една кратка приказна. Едно мало девојче гордо му рекло на своето другарче, односно на својата другарка: одам да купам роденденски подарок за татко ми. А другарка и нова девојче ја погледнало и рекло: а од каде ти пари? Знаете што одговорил девојчето? Од каде ти пари? А девојчето одговорило: од татко ми. Почитувани, ајде ние да одиме кај татко ни, кај нашиот небесен татко. Тој има многу пари, многу богатство. Бог располага со многу средства. Тој чека твојот син, односно неговиот син, јас и ти, како небесни деца, синови и ќерки, да дојдеме кај нашиот татко и да му побараме во партнерски однос. А Бог чека да благослови. Бог чека да ти даде благослов. Нека Господ ни помогне да навистина од вечерва имаме еден партнерски однос со Бога. Да го искушаме Бога и да му кажеме: Боже, ти си ветил благослов. Ке не благословиш материјално, те молам, помогни ми да стекнам ново искуство. Нека Господ ни помогне, почитувани, да го примиме нашиот Спасител Исус Христос и секоја своја грижа. Петар вели: фрлете ја на Него, зашто Тој се грижи за вас. Загрижени сме понекогаш, нееме работа, нееме материјални средства, но ајде да отидеме кај Бога. Тој е наш татко небесен, Тој располага со многу средства, Тој е богат, сета земја е негова, но Тој вели: немој да се грижиш, дојди кај мене, таков каков што си, јас ќе те успокојам, јас ќе ти дадам одмор. Господ нека ни помогне, браќа и сестри, да го примеме нашиот Спасител Исус Христос. Амин.